20.000 пациенти во земјава боледуваат од деменција. Најмладата пациентка има само 36 години, а бројката на заболени секојдневно расте. Докторите велат во земјава болеста се препознава доцна, најчесто поради неинформираност, но и ниската свест кај населението за редовни прегледи. Нашите пациенти доаѓаат, можам да кажам, доцна. Поголемиот број доаѓаат во средно, тежок или тежок стадиум на деменција, веројатно заради се уште присутниот мит дека заборавањето е дел од нормалното старење. Често пати ние велиме па забораваат стари се, тоа е сосем нормално, не. Старењето е физиолошки процес, деменцијата, алцхаймеровата деменција е болест и бара да биде дијагностицирана и лекувана. Во Македонија денес би требало да има според светската статистика некаде околу 20.000 заболени од алцхаймерова деменција. Тоа е голема бројка. И ако кажам дека само околу 24% од пациентите претпоставени во Македонија се дијагностицирани и третирани, ќе сватите колкава е големината на проблемот и проблемот со кој што ние се соочуваме на недијагностицирани пациенти. Голем проблем е и тоа што државата не превзема конкретни мерки за да им го улесни животот на пациентите. Па јас се надевам дека сме на добар пат, се повеќе се прифаќаат иницијативите за отпочнување на градење на национална стратегија за справување со деменција и тоа ќе биде во блиски дни на еден од предусловите за земјите да станат членки на Европската Унија. Токму постигнето на таква национална стратегија ќе овозможи да станеме така наречено општество кое што е пријателски настроено кон пациентите со деменција. Се повеќе се прават и населби во кои што пациентите не може да се загубат, тоа е еден од симптомите. Значи треба и општеството да покаже грижа за пациентите затоа што се тоа луѓе кои што целиот свој живот допринесувале, биле работоспособни, подигнале семејство и одеднаш таа болест го краде сето она што го заработиле во животот. Деменцијата е честа болест и на глобално ниво. Искуствата покажуваат дека и во светски рамки бројката на заболени од ден во ден се зголемува. Деменцијата почнува да станува голем проблем. Од 50 до 100 милиони во светот живеат од деменција и секоја година има по 10 милиони нови кои пројавуваат симптоми на болеста. Ова е проблем што расте бидејќи самиот број на население расте. Трајно не се лекува, но може да се контролира со помош на лекарства. Намалената физичка активност, алкохолот, високиот крвен притисок, цигарите и повредите на мозокот се најчестите причини. Најголем ризик фактор е и лошата исхрана која зема замав меѓу младите, па на тој начин се прави простор за развивање на болеста. Охрид Деновиве е домаќин на конгрес за деменција на кој учествуваат над 400 учесници, психијатри, невролози и невропсихолози од земјава и земјите од регионот Европа и светот во организација на Светската и Македонската психијатриска асоциација.